Благодарам, председателке, почитувани пратеници, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана јавност. Врз основа на членовите 157 и 190 на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на предлогот за изменување и дополнување на буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година го поднесуваме следниот амандман. Во билансот на расходи на буџетот на Република Северна Македонија по ставки во категоријата 40 плати и надоместоци во втората подколона од колоната расходи на основен буџет и фондови во ставката 401 основни плати износот 29 милиарди 343 милиони 465 денари се заменува со износот 31 милиарда 725 милиони 716 илјади денари и во ставката 402 придонеси за социјално осигурување износот 12 милиарди 119 милиони 379 илјади денари се заменува со износот 12 милиарди 937 милиони 699 илјади денари. Во билансот на расходи на буџетот на Република Северна Македонија по ставки во категоријата 48 капитални расходи во втората подколона од колоната расходи на основен буџет и фондови во ставката 485 вложувања и нефинансиски средства износот 8 милиарди 981 милион 224 илјади денари се заменува со износот 5 милиарди 871 милион 654 илјади денари. Соодветни измени да се направат во збировите и подзбировите во балансот на расходи на буџетот на Република Северна Македонија по ставки. Образложението за поднесувањето на ваквиот амандман е континуитетот на политиките од минатот, односно носењето на системски решенија за раст на плати, почнувајќи од минималната и просечната плата во изминатиот период. Тоа значи дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, владата на предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатиот период, навистина преку почитувањето и тргнувајќи од основните социјалдемократски вредности, тоа е праведноста, еднаквоста и солидарноста, носеше системски решенија со кои што го подобруваше квалитетот на живот и пред се во делот на платите на вработените и во јавната администрација, меѓутоа со тоа и на вработените во приватниот сектор. Иако ги видиме податоците за најнапред за просечната плата, ќе видиме дека во 2016 година истата месечната исплатена нето плата по вработен беше 22.460 денари, да во 2023 година изнесува 38.359 денари, а во мај 2024 година изнесува 41.252 денари, и тоа покажува дека навистина системските решенија дават ефект и платите се речиси двојно зголемени. Минималната плата во 2012 година од 8.050 денари во расте постојано, а во 2022 година во март имаме 18.000 денари минимална плата, благодарение на измените и дополнувањето на Законот за минимална плата и системското решение кое што го донесовме како влада. Во 2023 година минималната плата е 20.175 денари, а во 2024 година веќе имаме минимална плата од 20.567 денари, што значи од 2012 до 2024 година речиси 150% е покачена минималната плата. И ваквите системски решенија и овој раст на платите треба да има континуитет и да расте и понатаму. Дополнително во меѓувреме се склучен после 15 години, повеќе од 15 години, нов општ колективен договор со кој што навистина се унапредија правата и се зголемија платите на сите вработени во јавниот сектор. Колективен договор кој што е донесен во диалог со синдикатите и каде што на задоволство и на вработените во администрацијата, меѓутоа и на синдикатите, се донесени, се вклучени доста одредби со кои што и се однесуваат и на растот на платите, на доместоци на вработените,
меѓутоа и на другите права и на други права на сите вработени во јавниот сектор. Во меѓувреме се подпиша и голем број на грански колективни договори или колективни договори на ниво на работодавач, со кои што дополнително се унапредија правата на вработените во различните дејности, така да сите овие придобивки за работниците треба да продолжат и понатаму, и од тие причини го поднесовме амандманот на предлогот на буџетот, на предлогот на измените на буџетот за 2024 година. И она што и во општата расправа беше потенцирано, тоа дека делот од страна на позицијата, дека дел од колективните договори биле подпишани без согласност на финансии. Сега сте власт и ако сметате дека било кој колективен договор е подпишан надвор од процедурите, можете да го поништите и да им ги ускратите правата на работниците, а во спротивно должни сте, затоа што колективниот договор е над законот, должни сте да им ги овозможите сите придобивки кои што работниците ги имаат добиено благодарение на овие колективни договори, благодарение на сите системски решенија кои што се донесува во изминатиот период, а кои што значат навистина напредување на правата на работниците. И синдикатите исто го бараат ова и тие бараат по високи плати и континуиран раст на платите на вработените и во приватниот и во јавниот сектор. И сметам дека секоја власт треба да го слуша гласот на работникот и да продолжи да ги унапредува правата на работниците, а со тоа и платите да растат во континуитет. Благодарам.